Добре дојдовте. Денес зборуваме за еден од нашите најголеми умови, Горан Стефановски. За него често се вели дека бил хирургот на македонската душа. Тоа е една навистина мочна метафора. Па ајде заедно да видиме што се крие зад неа. И веднаш да почнеме со клучното прашање. Што всушност значи тоа да се биде хирург на душата на цел еден народ? Верувајте, ова не е само некој поетски израз. Ова е самата суштина на неговото творештво. Па одговорот лежи во неговиот пристап. Исто како хирург што со скалпел влегува во телото, така и Стефановски, ама со зборови, навлегуваше длабоко во нашата колективна свест. Тој со неверојатна, речиси застрашувачка прецизност, ги отвораше и анализираше нашите најдалбоки стравови, нашите кревки надежи и се разбира онаа вечна мачна потрага по тоа кои сме. Ама за вистински да го разбереме неговото дело, прво мора да го запознаеме човекот. Кој е тој што стои зад оваа мочна метафора? Еве еден брз преглед на неговиот живот. Роден е во Битула во 1952 година. Дипломирал во Скопје, а својата импресивна академска кариера ја градил како професор на Факултетот за драмски уметности овде, а потоа и на Универзитетот Кентербери во Велика Британија. За жал, не напушти во 2018 година. Сега, она што е навистина интересно е дека неговата поврзаност со уметноста е, што се вели, во крвта. Потекнува од семејство со многу силна театарска традиција. И да, неговиот брат е никој друг туку нашиот светски познат гитарист Владко Стефановски. Замислете само какви биле разговорите на тие семени ручеци. Значи, ако Стефановски беше хирургот, тогаш театарската сцена, без сомнење, беше неговата операциона сала. Ајде сега да ги погледнеме делата што го дефинираа, алатките со кои тој работеше. Ова се имиња што се врежани во нашата културна меморија. Диво месо, тетовирани души, дупло дно, секоја од овие драми е една диагноза сама по себе. Огледало во кое, да бидеме искрени, и ден денес се препознаваме. И таман кога ќе помислиме дека го имаме неговиот профил, доаѓа еден пресврт. Истиот човек што ги пишуваше овие тешки, екзистенцијални драми е и творецот на една од најомилените детски серии на сите времена, Бушава азбука. Ова само покажува колку бил голем и сестранет неговиот талент. Неговиот стил беше еден уникатен спој. Од една страна имаме суров, речиси брутален реализам. Ги истражуваше темите како емиграцијата, распадот на семејството, без никакви ракавици. А од друга страна, сето тоа го правеше со една длабока поетска метафора, преку која ја доловуваше таа вечна дилема – да се остане или да се замине. Добро, сега навлегуваме во срцето на неговата мисла. И ова што следува не се само цитати, ова се еден вид рецепти за опстанок, кои произлегуваат директно од неговата длабока диагноза на нашата душа. Слушнете го ова внимателно. Идентитетот е работа на избор, а не на наследство. Значи, клучната поента е дека идентитетот не е нешто статично, не е нешто што го добиваме како ниво од дедо. Тој е активен процес, нешто што мога да се гради секој ден со сопствени раце. Каква само мокна и ослободувачка идеја. А ова е можеби едно од неговите најважни мисли. Ние не живееме на територија, не на некое парче земја, туку живееме на приказни. Наративите што ги создаваме за себе си, тоа е она што ни дава постоење. Ако ја немаме нашата автентична приказна, ние сме едноставно изгубени. И уште еден бисер. Слободата не е подарок што треба да го чекаме да падне од небо. Таа е чин на храброст. Нешто што секој поединец мора активно да го освои, да си го земе сам. Тоа е одговорност, а не привилегија. А овие големи филозофски идеи тој ги вткајуваше директно во своите дела. Ги претвораше во реплики кои одекнуваат и денес. Од диво месо, ништо не е поопасно од човек што нема што да изгуби. Од тетовирани души, ако не ме познаваш, не ме суди. Ако ме познаваш, веќе си ме осудил. И од дупло дно, можеби најважната, уметноста е единствениот начин да се преживее реалноста без да се полуди. Ова не се само реплики, ова се длабоки вистини што станаат дел од нашиот јазик. Па добро, кога ќе се собере сето ова, што е тоа што ни го остави Горан Стефановски? Какво е неговото вистинско наследство и зошто неговиот глас и денес е толку важен? Можеби најважната лекција е токму оваа. Тој ја симна историјата од пиедесталот.
Не научи дека тие големи историски наративи не се случуваат таму некаде далеку, во книгите и спомениците, туку се случуваат овде, меѓу нас, во нашите кујни, во нашите семејни кавги и во нашите прегратки. Историјата всушност е нешто многу лично. И токму затоа, иако физички не е веќе тука, неговиот глас останува најсилниот, најрезонантниот, а би рекол и најпотребниот глас во современата македонска драматургија и култура воопшто. И за самиот крај да се вратиме на неговата идеја. Ако е вистина дека ние не живееме на земја туку на приказни, тогаш прашањето што ни го остава Стефановски е директно и неодложно. Каква приказна за себе создаваме ние денес? Вреди да се размисли за тоа.